Почитувани колеги представници, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата, почитувана јавност. Почитуван македонски народе, почитувани албанци, турци, роми, власи, бошњаци, срби, почитувани граѓани на Република Македонија. Дојде денот за кој што сите ние мислевме дека нема да дојде. Дојде денот кога повторно и повторно во собранието, во законодавниот дом на македонската држава, на предлог на она што до сега се вика Влада на Република Македонија, во иднина не знаеме како се вика, доаѓа предлог за промена на името, промена на уставот, промена на еден куп работи, промена што ќе резултира со процес на промени и промени на кои што не им го гледаме крајот. Тотално редефинирање на државата и работа од која што не знаеме како и каде ќе излеземе. Почитувани присутни, денес, доаѓајќи на работа, доаѓајќи тука, во законодавниот дом на оваа држава, видов полицајци како никогаш досега. Полицајци кои што на амблемот го носат грбот и каде што пишува Република Македонија. Полицајци донесени со автобуси од Битола и од Пелагонија, од Тетово и од Полог, од Штип и од Источна Македонија, од Берово, од Струмичко, од Куманово и Крива Паланка, од сите населби на Скопје. И ниту еден лик, ниту еден човечки лик не беше насмеан, немаше мерак, немаше влезет, немаше задоволство. Како што народот не дојде на оние под наводници прослави големи на плоштадите, каде што требаше да го славите она што го истргувавте како неразбрани трговци. Нема лезет кај граѓаните на Република Македонија, нема лезет, нема задоволство, нема насмевка кај народот. Сретнав граѓани кои што се ја сакаат оваа држава, луѓе на кои што не име мерак што ова се прави, луѓе кои што го осудуваат она што со невидена леснотија тука се гласа и тука се притиска. Она што 200 години наназад било градено како наша позиција од Кресненското и Зловечкото востание, преку Илинденското востание, преку борбата од 1918 и 19 до 41 година, преку борбата од 41 до 45 славната епопеја на народно-ослободителната борба која што резултираше со она што ни лежи на срце, а тоа е АСНОМ. Со градењето на македонски институции, како што беше МАНУ, како што е Македонската православна црква, како еден куп други институти, македонски институции, клубови, радија, телевизии, творештво, како референдум за независност од 1991 година, со усвојањето на Уставот на Република Македонија од ноември 1991 година, кога во оваа пленарна сала, под овие зидови и под ова македонско небо, беше пратена пораката дека Македонија има свој пат, дека Македонија може сама и дека Македонија ќе го чекори својот пат. И во оваа сала, тука, и од левицата, и од десницата, и од ВМРО, ДПМН, и од СДСМ, и од либералите, и од други, трети, четврти, заедно се скандираше Македонија, Македонија, Македонија. Се наежија македонците, се наежија и другите граѓани на Република Македонија. Падна и по некоја солза радосница. Долговековниот, долгогодишниот, сонуваниот сон стана стварност. И сега, во оваа пленарна сала, тука, со невидена леснотија, се притиска за промена на Уставот на Република Македонија, што е само вовед, во нови гласања, во нови редефинирања. Почитувани колеги, го прашувам премиерот Заев, кога ќе дојде моментот, кога ќе чукне часот, да ги вадите таблите, каде што пишува Република Македонија на македонските училишта? Кога ќе ги вадите таблите, каде што пишува Република Македонија
на македонските универзитети и факултети? Кога ќе дојде времето, дали со бонсек или со чекан, ќе го вадите оној надпис каде што пишува Влада на Република Македонија? Кога ќе дојде часот кога во овој законодавен дом, во овој парламент, ќе го извадите надписот Собрание на Република Македонија? Почитувани присутни, доадајки денес, ме сретна еден македонски полицаец и ми го рече следново: Владко, јас поднесов заклетва и се заколнав дека ќе служам на Република Македонија. Истото го кажуваат и војниците. Кажете, господа од СДСМ, нека каже и премиерот Зоран Заев, кога ќе дојде часот да ги вадат униформите, дали ќе ги откорнуваат и кинат амблемите или ќе ги сечат со ножици каде што пишува Армија на Република Македонија, каде што пишува МВР или Полиција на Република Македонија, како ќе ги вадат дресовите на кошаркарите, на фудбалерите, на ракометарите, каде што пишува Република Македонија. Почитувани присутни од владаачкото мнозинство, од СДСМ, од ДУИ, од ЛДП, почитувани граѓански активисти од шарената револуција со големите идеали и советувања за неменување на Уставот, ве прашувам, дали ќе не прекорувате кога од оваа говорница ќе речеме Република Македонија? Дали ќе велите дека тоа е иредентизам? Дали кога некој војник, полицаец, фудбалер, ракометар, играорец, дали кога некој ученик или дете, средношколец, студент, млад човек, ќе рече Република Македонија, ќе повледете дисциплинска постапка против него? Кажете ни ги последиците на вашиот договор. Негавате легитимитет, дами и господа, немате легитимитет затоа што народот на 30 септември си остана дома, не излезе и не гласаше за вашиот договор. Народот си остана дома и формалниот одзив беше 36%. 36%. Со сите полнење на кутии, со сите притисоци, со сите вадења од дома, со целата онаа тортура која што беше спроведена, со целата пропаганда. 36%. Ако ги одземете наполнетите 50.000 ливчиња, ако ги одземете гласовите против, ако ги одземете оние прешкртани и неважечки ливчиња на луѓе кои што мора да излезат затоа што шефовите и директорите на власта им рекоа излези на гласање или во понеделник не доаѓај на работа. Тие луѓе ги шкртнаа ливчињата за окружија против. Вашиот формален одзив на вашиот референдум за промена на Уставот и промена на името е мизерни, ниски, никакви 28%. Тоа значи дека од 4 куќи една ви гласала. Тоа значи дека од 4 станови на еден кат, еден ви гласал, 3 останале дома. Дами и господа од власта, немате легитимитет затоа што народот порача дека ова го испреговарале и подпишале неразбрани трговци. Почитувани присутни, името Република Македонија, името Република Македонија, кое што го изговараа и мечтаеа и линденците, преродбениците, асномците и државотворците, името Република Македонија не го промени ниту првиот председател на Македонија Киро Глигоров, кој што рече чувајте го името. Името на Македонија не го промени ниту Борис Трајковски, кој што велеше чувајте го името. Името не го променија ниту министрите од првата влада на независна Македонија од 90 до 92 година на чело со Никола Кљусев. Името не го променија министрите во владите на Бранко Црвенковски и Љупчо Ѓоргиевски. Не го променија ниту министрите во владите на другите македонски премиери. Почитувани присутни, сакам да ве прашам, ако договорот
е симетричен, како што вие велите, ако договорот произведува еднакви обврски за двете страни, за Македонија и за Грција, кажете ми, господо мнозинството, нека каже премиерот Заев, нека каже неговиот министер, нека каже било кој, тука е уставот на Грција. Дали Грција менува еден збор или една буква од уставот на Грција? Не, дами и господа, Грција не менува ниту еден збор од нивниот устав, ниту една буква од нивниот устав. Затоа што во грчкиот парламент, за разлика од македонскиот парламент, не може туку така да се најдат 2/3 кои што ќе притиснат и ќе гласаат за промена на уставот. Во Грција од нивните 300 пратеници нема 201 пратеник, нема 2/3 мнозинство на луѓе кои што ќе кажат ајде да си го промените уставот. Министре Димитров, премиерът Заев, советници на Заев, пратеници на Заев, појдете во Грција и кажете им на грците, сменете си го уставот. Видете како ќе поминете. Видете како ќе поминете. Немате легитимитет, дами и господа, од власта, затоа што одзивот по еде куп општини беше вонредно малечок. Во аеродром одвај 34%, понатаму во Битола, вториот најголем македонски град, 32%, тоа значи дека речиси 70% од народот не гласал и седел дома. Босилово, Струмичко 23%, во Бутел 34%, во Вевчани, во убавото и прекрасно Вевчани одзив 31%, Велес, градот на Рацин, градот на гемиджиите, одзив од 28%, 72% луѓе останале дома. Од 46.000 жители на Велес, 12.000 само гласале, а вие тука ќе ги притискате копчињата. Виница 23%. Во Виница од 17.000 избирачки список, одвај 4.000 излегле да гласаат со сите притисоци. Општина Врапчиште, Гостиварско, 32%. Во овој дел би сакал да се заблагодарам на албанците во Република Македонија, затоа што со нивното чувство и нивниот став кон нивните сограѓани македонци не излегоа во масовен број. На денот на референдумот јас бев наблюдувач во Голема Речица, Тетовско, и таму одзивот беше 36%. Благодарност до избирачкиот одбор, благодарност до албанците, до представниците на нивните партии, благодарност до населението од околните места. И тие рекоа, не им е лесно на македонците ова што им се прави. Ние албанците имаме разбирање, затоа што нашите сограѓани македонци се чувствуваат погодени, затоа што нашите сограѓани македонци имаат право на свое име и презиме. И можам, почитувани присутни, да ги набројувам и понатаму и понатаму општините. Нема доволно време се да се наброи, но должен сум и ова да го кажам. Општина Илинден, една од општините со најубаво имиња во Македонија, дали смееме, министре, веќе да кажем Илинден Чифе, во општина Илинден од 14.000 запишани на вашиот референдум за промена на името и уставот излегоа 2300 луѓе. Одзив 16%. 16% во Илинден. 84% од народот од кој што вие би требало да го црпите легитимитетот, ви кажа не за оваа работа. Во Македонска Каменица, патем, дали ќе треба и Македонска Каменица да го менува името? Одзивот е 26%. Од 7000 речиси запишани, излегле 1700. Од речиси 7000 запишани, излегле 1700 во Македонска Каменица. Во Македонски Брод, одзив 36%. Од 5152 запишани, излегле 1800. Тоа ви е кога се повикувате на народот. Не, дами и господа, не ви дал
народот легитимитет за ова да го правите. Понатаму, општина Штип, срцето на Источна Македонија, од 42.000 на избирачкиот список излегле само 13.000 луѓе. Уште еднаш, од 42.000, 13.000 одзив, едва и 30%. Во Штип, во градот каде што учителствувал и каде што даскалувал големиот Гоце Делчев. И така натаму, и така натаму. Може уште многу да се набројува, но факт е дека нема ни една општина во Македонија каде што одзивот беше 50%. Ни во Источна Македонија, ни во Западна Македонија, ни во јужниот дел, ни во Пелагонија, ниту скопските општини. Благодарност до ромското население во Шуто Ризари, кое што 24.000 запишани, излегоа само 8.000. Во Шуто Ризари одзивот беше од 30%. Значи, благодарност и до македонците, и до албанците, и до турците, и до ромите, и до власите, и до србите, до сите, и до христијаните, и до муслиманите, и до атеистите, затоа што сочувствуваат со огромното мнозинство на граѓани на Република Македонија, кои што велат, приврзани сме, го сакаме уставното име. Вие, дами и господа, не добивте легитимитет за ова, туку добивте легитимитет на изборите, да ја гласате и спроведувате вашата програма за живот, каде што велевте зборот е збор, каде што еден куп работи ветивте, но ништо не исполнивте. Ова е најголемата лага во историјата на независна Македонија. Нема страна на која што нема барем 10 лаги. Една шајка не е закована, една бандера не е направена. Ни во Скопје, ни во општините. И вие, почитувани присутни, можете да се смеете и можете да се мајтапите, но нема еден од вас кој што ќе застане на оваа говорница и ќе го брани Петре Шилегов, затоа што е неодбранливо, затоа што година дена во Скопје ништо не е направено. Освен тоа што терате под наводници надворешна политика во која што нема веќе никакви црвени линии, во која што патос се избришан со Македонија. Немате што друго да кажете. На крајот, уште еднаш го повикувам парламентарното мнозинство, го повикувам Зоран Заев и неговите министри. Одважете се да направиме тука во собранието, да изгласаме анкетна комисија за наполнетите кутии. 50.000 ливчиња се наполнети, дами и господа од СДСМ. Ајде да ги викнеме избирачките одбори тука во овој парламент и да кажат на кој начин тоа во избирачките места одзивот е 96%, 91%. Кажете ми на кој начин за половина час под наводници 500 луѓе гласаат. Зошто вашите представници во ДИК гласаа против отворење на кутиите, против отворење на избирачкиот материјал? Зошто одбивате графолози да ги видат подписите? Пред 2 години кога беа изборите, за едно избирачко место во Теарце 3 пати доаѓаше избирачкиот одбор. Едно ливче откочено, било излечено, не било излечено. За господјата од Гостивар, за незиниот подпис и избирачкото место се ангажираше графолог. Зошто? Затоа што требаше да има чисти избори, имаше чисти избори, а тука има полнење на кутии. 50.000 ливчиња се наполнети, а изминативе 3 години го уништивте животот на Едмон Темелко по затвори. Единствениот македонец градоначалник надвор од Република Македонија, а тука 50.000 ливчиња наполнивте и око не ви трепнува, тоа е скандал, почитувани присутни. И со тие наполнети ливчиња не успеавте да го направите тоа кое што го наумивте. Го компрометиравте процесот, донесовте пратеници да гласаат од затвор, мајки уценивте во овој парламент да гласаат за да си го ослободат нивното дете, нејзиниот син. Гласај, па син ти да биде ослободен. Така го бркавте двотретинското мнозинство. Почитувани присутни, ве поздравувам и од оваа говорница
без разлика што вие ќе изгласате и што Благодарам. ќе напишете, ќе продолжи да се изговара и да се кажува Република Македонија, Благодарам, Република Македонија, Република Македонија. Да живее Република Македонија. Благодарам. Нека е вечна, слободна и независна. Да живее Македонија. Благодарам.